Почитувани добра вечер, следите уште една анализа на телевизија 24. Во Македонија се почнува реформа на функционирањето на управата за безбедност и контраразузнавање, што е дел од препораките на експертската група на ПРИБЕ, но тоа е дел од еден поширок план кој би требало да следува или дали ќе следи, ќе видиме, од реформа на сите безбедносни структури во државата, како ќе се одвиваат овие реформи и што ќе се постигне. Дали треба да се реформира само УБК и како да се реформира. Вечерва ќе зборуваме со нашите гости. Тоа се Љубомир Ѓурчевски, поранешен директор на помошник директор на криминалистичката полиција, Горан Митевски, поранешен директор во УБК и Воислав Зафировски, поранешен шеф на внатрешната контрола во МВР. Господа, добра вечер на сите. Добра вечер. Од прилика слушнавме што е представено, значи како што слушнавме, работното тело на владата работело со 4 препораки за начинот на реформирање на УБК. Избрана е третата, како што беше презентирано од министрот за внатрешни работи и од директорот на УБК. А таа реформа предвидува од прилика формирање на едно независно тело, на агенција, како што е кажано, која би требало да биде владина агенција и која ќе биде еден контролор на прислушувањето. Сега да се зборуваме за прислушувањето, вечерва ќе видиме дали тоа е се што треба да се направи. Па еве ќе почнеме вака поред без некој посебен редослед. Ѓурчевски, слушнавме агенција владина независна би требало да биде, која ќе биде контролор на прислушувањето. Таа нема да ги слуша разговорите, но ќе ги има свечовите. Видете, генерално, значи вчера беа соопштени сите тие активности кои што досега се предземени во насока на реформите во Министерството за внатрешни работи, вклучително и на Управата за безбедност и контраразузнавање. Ова што вчера се даде најголем значај на она што се викат реформа на следењето на комуникациите, односно прислушкувањето. Што според мене мислам дека не се даде правата слика за она што треба да се изработи. Значи, во моментов и препораките на ПРИБЕ и сите активности треба да се насочат кон тоа за да се спроведат целосни реформи во Министерството за внатрешни работи, вклучително значи и во Бирото за јавна безбедност и во Управата за безбедност и контраразузнавање. Значи без целосни реформи ние не можеме да се занимаваме само со парцијални прашања, затоа што ова што беше соопштено и кажано, и ова што сега се поминуваат на формирање на една засебна агенција која што ќе ги има свечовите за следење на комуникациите, а нема да го врши директно следењето, односно прислушкувањето, е само издвојување на една од управите, односно една од организационите единици во Управата за безбедност и контраразузнавање, што нема да ја даде потребниот квалитет на реформата во која што треба да се спроведи во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање. По мене е битно прашање како треба да биде позиционирана Управата за безбедност и контраразузнавање, значи и целокупното разузнавање со кое што располагат Република Македонија, Агенцијата за разузнавање, военото разузнавање и Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање. Моите размислувања и моите настапи претходно и дури јас имав и своји изјави давано за медиумите, посебно за Фокус во септември месец, каде што кажав дека местото на Управата за безбедност и контраразузнавање не е во рамките на Министерството за внатрешни работи. Добро, Ѓурчевски, отприлика ги поставивте тезите, ги поставивте контурите, ќе продолжиме поединечно, за нив ќе зборуваме. Митевски, вчера директорот на УБК вели дека е свесен дека тој моментално како неговата позиција има преголеми овластувања, се сконцентрирани преголема моќ и тој вели дека треба делот од овластувања да се одземат. И најмногу се разбира, се зборува за прислушувањето. Како ви личи вас ова предложено решение? Мислите ли дека тоа ќе може да обезбеди во иднина да немаме злоупотреби какви што имавме до сега, особено после оној масовен скандал со прислушувањето, што е можеби најголем таков скандал до сега по новата светска историја?
Според мене со одвојувањето на посебна агенција која ќе го уклучува или исклучува, која ќе ги насочува разговорите кон НУБК, не е само по себе доволно решение да се спречат на тамошните злоупотреби. Не е објаснето ни самиот избор на членови на тоа тело, како ќе се врши, се зборува за некој јавен конкурс, меѓутоа не се нагласува кои критериуми треба да ги имаат тие што ќе бидат таму вработени, односно избрани. Се додека владата има ингеренции во изборот на членовите на тоа тело, постои можност за политичко влијание, односно лица блиски на владеачките партии повторно да заземат таму главна улога и со тоа повторно да се створи можност на договарање, односно на злоупотреба на тие пренасочување на комуникациите, односно таа агенција како техничко тело да ги пренасочува кон УБК, а УБК да ги слушаат наводно само со судски налог. Тоа не е доволна гаранција според мене дека се ќе оди согласно законот, односно со налогот од судот. Меѓутоа да видиме некои поконкретни објаснувања, да видиме кои луѓе ќе бидат избрани во тоа тело, како ќе се одвива таа работа, како ќе биде контролата на тоа тело, дали тука ќе имат собраниските комисии, дали ќе има некое граѓанска контрола кој ќе може да го контролира тоа тело. Значи многу недоречености за сега да даваме конкретни оценки како во идно време ќе функционира таа агенција. Да, добро, еве ова што го кажавте дека треба да се осигура во едина дека ќе има судски налог, тоа до сега беше предвидено и со сегашниот закон, тоа не е спорно, но веројатно дека со вклучување на уште едно тело, значи се одзема дискреционото право на некој во УБК, како што до сега што можел, сам си работи на тие апаратите за прислушување, сам да се пушти кого сака да слуша. Сега еве одиме симплифицирано. Сепак се поставува уште еден механизам на контрола во целиот процес. Најнапред да кажам дека јас никогаш во животот не сум работел во управата за безбедност и контраразузнавање. Меѓутоа, работев во процесот на реформи на полицијата и тоа од нивниот сам почеток во 2003 година, кога почнавме да ја креираме стратегијата за реформи во полицијата. Тогаш, неспорно, дојде ред нашата стратегија за реформи во полицијата да ја испратиме во Брисел, каде што со колегите од Брисел ги спротивставивме нашите аргументи со нивните аргументи зошто одредени решенија треба да бидат вакви или онакви. Уште од тогаш, еве, сето тоа се провлекува дури и со извештајот на Прибе. 4 забелешки генерално стојат, кои и ден денес ги влечиме. Така што ова што сега се случува, реформа на прислушувањето, не е никакво ново решение. Не значи апсолутно никакво креирање на метод, на систем кој ќе обезбеди заштита од злоупотреби на системот за прислушување. Кои беа 4 забелешки тогаш од Брисел, а и сега во извештајот на Прибе? Прво, има надлежности кои се дуплираат во полицијата, значи во јавната безбедност, и оние во управата за безбедност и контраразузнавање. Работат идентични работи, едни со други не соработуваат, едни со други работат на свој начин. Втората забелешка беше тоа што припадниците на управата за безбедност и контраразузнавање не смеат да ги задржат полициските овластувања. Затоа што најголемите проблеми во 2001 година, ако се следи извештајот на меѓународната група која поднесе извештај за киднапираните и исчезнатите лица во 2001 година, прстот го насочи токму во управата за безбедност и контраразузнавање и во практикувањето на полициските овластувања кои тие ги имаа. Третата клучна забелешка беше прислушувањето и четвртата се однесуваше на прислушувањето, а тоа е немањето или отсуството на механизми на контрола. Така што ова решение сега, издвојување на посебна агенција, нема да значи ништо во поглед на подобрување на квалитетот на работење на оваа единица, ако не се воспостави техничка контрола преку креирање на софтвер кој ќе бележи се што ќе се приклучи на апаратите за прислушување.
Второ, не се обезбеди политичка контрола преку Собраниска комисија, не се обезбеди граѓанска контрола преку одредено граѓанско тело и не се обезбеди експертска контрола од посебно независно тело кое на секој 6 месеци ќе ги проверува и налозите за прислушување и ќе проверува софтверот дали во меѓувреме има злоупотреби и приклучување на свичови на броеви кои не се содржани во наредбите издадени од обвинителството или од Врховниот суд. Да, ние до сега имавме исто собраниски комисии кои требаше да вршат надзор над безбедносните служби, но видовме дека тој механизам целосно потврди. Значи, едноставно имавме апсурдни ситуации Ниту ефективен, ниту ефикасен. Кога воопшто не им беше дозволен. Значи, пратениците не можеа да отидат таму да проверат што се случува, камоли да вршат контрола. Само сакам едно подпрашање за ова. Имаше во едно од размислувањата деновиве кога зборуваме за овие реформи, дури беше сугерирано да има и меѓународна контрола. Што мислите за тоа? Значи, еве да речеме контрола од страна на Европската унија, од нашите сојузници, можеби од НАТО, каде што сакаме да членуваме, од такви безбедносни структури. Мислам дека ако креираме соодветни механизми овдека, во оваа смисла во која кажав, техничка заштита, политичка контрола, граѓанска контрола и експертска контрола, во тој случај меѓународна контрола не ни треба, верувајте. И сакам уште нешто да кажам. Мора да се разбере дека безбедноста представува еден единствен систем во кој сите механизми мораат да функционираат синхронизирано. Не може во една држава со 2 милиона народ да постои агенција за разузнавање, која работи по своји принципи, да постои управа за безбедност и контраразузнавање, која работи по други принципи и одговара на друга институција, не може да постои воено разузнавање кое работи по сосема трети принципи и одговара на друга институција. Значи, системите за безбедност мора да се обединат. Нека ги погледнат примерите, најдобрите европски практики, веќе обкружувањето ги прифати, ги имплементира, се реформира и во Србија, и во Хрватска, и во Словенија. Обкружувањето го стори тоа, го заокружи тој процес. Направи еден единствен безбедносен систем кој представува една заокружена целина. Кај нас се уште функционираме по некои чудни принципи. Да. Ѓурчевски, еве и директорот на ОБК кажа дека дел од реформата која се планира е издвојувањето на управата од Министерството за внатрешни работи, значи таа да функционира како посебна агенција, како посебен ентитет. Мислите ли дека ова е добро решение? Видете, генерално, значи издвојувањето на целата управа за безбедност и контраразузнавање, вадење надвор од Министерството и обединување на овој безбедносен систем за кој што зборуваше колегата Зафировски, значи тоа е идеалното решение за кое што ние треба да тежнееме во сите овие реформи кои што треба да ни се случат во наредниот период. Јас ќе се навратам на она што колегата Зафировски го начна. Рак рана на Министерството за внатрешни работи е примената на полициските овластувања. Пазете, и во 2006 година кога го носевме закон за полиција, и тогаш ни беше укажувано дека јас како помошник директор за криминалистичка полиција беше укажувано, значи ние мора да ја определиме и да имаме визија што точно кој на улица, на јавно место, согласно закон ќе има право да примени средства за присилба, да лиши некого од слобода, да задржи граѓаните, значи да ги крши, односно да ги ограничува човековите права. Од тука, таа моќ која што ја даваат законските регулативи во примената на полициските овластувања согласно закон, кај управата за безбедност и контраразузнавање доваѓавме во една ситуација да во периодот, особено после 2008 година, дојди до израз многу повеќе личното, отколку општествениот интерес, односно она што беше службените обврски. Несоработувањето помеѓу службите внатре во Министерството, кои што се проклопуваат во своите надлежности, особено во делот на криминалистичките работи, каде што викаме откривање, докажување на кривични дела, гонење на сторителите и така, потрага по сторители и така натака и така натака. Нас во тој период многу често
Од таа управа ни се наметнува одредени ситуации кои што водеа во насока на сторување, односно на извршување на работни задачи кои што во основа представуваа кривично дело. Изведување, односно поднесување на кривична пријава без при тоа да се изведат сите потребни докази за да се докаже тоа кривично дело. Па имавме обвинувања дека во одреден период сме поднесувале и кривични пријави со политичка позадина. Меѓутоа, имавме и ситуации каде што со оглед дека законот за кривична постапка во тој период се уште ги немаше определено специјалните односно утврдено во 2010 се донесоа, не беа утврдени специјалните истражни мерки, па се уште тогаш лебдевне и онадевне, односно веќе кога ги најавивме и кога почнавме да се применуваат одредени специјалните истражни мерки, ние се доведовме во таа ситуација да сите оперативни сознанија од јавната безбедност ги пласираме таму затоа што таму беа позиционирани системите каде што можевме да применуваме тајното следење и така натаму. Зборувам за судска наредба. Зборувам за примена на специјални истражни мерки согласно ЗКП. Но и тогаш дури кога ние како јавна безбедност кои што сме надлежни за таа работа, го презентираме податокот, па имавме ситуации да одредени кривични дела, односно одредени состојби ни се провалуваат во јавност и така. Значи, целата таа несоработка за која што зборуваме не доведе до ситуација да имаме сега една состојба, да затекнеме една состојба во која што веќе можеме со сигурност да кажеме дека во Министерството за внатрешни работи имаме доста растурена состојба која што многу тешко ќе може да се врати. Добро, многу се зборува за тоа, за одземањето на полициските надлежности на припадниците на ОБК, но тука прашање контра на таа теза, дали така ќе се намали ефикасноста на припадниците? Ќе можат ли тие да ги извршуваат своите задачи ефикасно доколку им се одземат полициските надлежности? Напротив, ако тоа се стори и уште, ако односно го спроведиме и онај дел од реформите каде што и на времето во 2008 година кога го доносевме законот за создавање на единствена база на криминалистички разузнавачки податоци каде што моите залагања беа дека системите за примена на специјалните истражни мерки треба да бидат позиционирани во обвинителството, затоа што, пазете, одредени надлежности за примена на специјални истражни мерки согласно законот за кривична постапка имаат и царинската управа, имаат и финансиската полиција и така натака. Значи тоа се прашања отворени кои што со овие реформи мора да се даде одговорот. И затоа јас на стартот кажав, значи не сум за парцијални решенија. Сум за реформи, ама вистински реформи. Реформи кои што на вистина ќе ја намалат субјективната моќ на поединци кои што се на раководни позиции во Министерството за внатрешни работи. Да. Ако дозволите само конкретно ќе ви одговорам на прашањето, дали ќе би се намалила ефикасност? Не. Затоа што и ден денес полицијата ги врши валканите работи за потребите на Управата за безбедност и контраразузнавање. И нема да се намали ефикасност. Напротив, ќе се зголеми. Ќе имаме јасни принципи на работа, ќе имаме јасни процедури на работа. Кога ќе побараат едно лице да биде приведено, полицијата ќе го приведи, ќе го евидентира дека е внесено во полициската станица, ќе се евидентира кој го превзел тоа лице и точно ќе знаеме што се случува со тоа лице. Движењето на тоа лице. 2001 година забелешките беа токму на таа адреса. Дека припадници на УБК прибираат лица, ќе го однесат без да го пријават кај дежурниот во полициската станица и после му се губи трага. Да. Митевски, зборуваме за тоа, многу агенции, многу безбедносни структури во повеќе сектори, во Министерство за внатрешни работи, во одбрана, подпредседателот, имаме разузнување во царина, имаме значи многу агенции кои вршат некаде им се испреплетуваат дејностите и немаме едно тело кое врши контрола врз сите нив што прават, да ги координира, можеби работат на исти случаи, можеби не. Треба ли Македонија да добие едно такво тело кој би било дел од овие реформи? Конкретно 2006 се обидоа сите разузнавачки служби, односно контраразузнавачки, значи УБК, Агенција за разузнавање и воено разузнавање, да воспостават систем на неделно комуницирање,
каде што ќе ги разменуваат нивните информации, од тие состаноци ќе произлегуваат извештаи до државното раководство, значи до председателот на државата, на владата и на собранието. И на тој начин ќе се надминеа некои информации, секоја служба да работи за себе, да ги крие информациите од друг, повеќе да соработуваат со партнерски странски разузнавачки служби, а да не се свртени едни кон други во самата држава, значи координација на службите. Меѓутоа, за жал и тоа како почетен момент за некоја идна соработка и формирање на заедничко аналитичко тело кое ќе ги обработува тие информации од сите безбедносни служби, испадна како неуспешно. Самите директори искажаа одредено незадоволство, бидејќи на тие состаноци неделни некој повеќе информации давал, некој воопшто не давал, некој дури пред да дојде на состанок од директор му биле филтрирани информациите, односно што смее, што не смее да каже. И тоа покаже една неефикасност, а тоа беше проблемот што беше покажан 2001 за време на воениот конфликт за несоработка на службите меѓу себе, значи на тој начин не се надмина и сите овие години не се направи тоа заедничко тело кое е приоритет при идните реформи на службите за безбедност, не само на УБК, тука е Агенцијата за разузнавање и военото разузнавање. Да, тоа е заедничко тело кое, да речеме, вака како што го опишавте, некое тело кое е адхок формирано, па може би да стане и трајно, но мислите ли дека треба уште поцврсто решение, како да речеме агенција, некоја владина или не знам под некоја друга капа, која би ја вршала таа дејност? Значи, едно цврсто хиерархиско решение, каде точно се знае што таа агенција би правила и како би ја спроведувала целата координација. Па сиве овие години експерти и од УБК и од Агенција за разузнавање одеа во одредени странски служби во партнерски земји каде што тој систем е многу развиен и требаше тоа да го пренесат кај нас. Меѓутоа гледаме дека при секое менување на политичката власт доаѓаше до големи коренити промени на луѓе кои биле на тие обуки, кои присуствувале во странство, кои стекнувале одредени странски искуства и за жал тоа не заживеа до ден денес. Значи, самите странски служби укажуваат дека секој 4 години, ако се случуваат избори и доаѓа до промена на политичката власт во Македонија, се почнува од нула. Тие морат нови луѓе да обучуваат, а веќе има обучени луѓе, тие се прераспоредуваат во полициски станици како инспектори за обични кражби, за моторни возила, што е недозволиво во било која развиена западноевропска земја. Меѓутоа, тие искуство очигледно не научивме ништо и до ден денес немаме такво тело. Да. Зафировски, треба ли да се позанимаваме малку и со реформа на Министерството за внатрешни работи како целина, со реформа на полицијата и со начинот на кој функционира? Еве, да кажам дека од носењето на новиот закон за јавното обвинителство, од новиот ЗКП, од начинот на односите на релациите обвинителство-полиција во јавноста многу често се создаваат забуни, па и ние новинарите многу често добиваме контрадикторни, различни одговори од МВР и од обвинителството во зависност од ситуација. Па сега еве да не посочувам конкретни случаи, имаше низ годиниве, некогаш кога ние еве прашувавме за одреден случај во полиција, добро, за ова превземени ли се мерки? А не, тоа треба чекаме обвинителството на нив. Во друг случај, кога на полицијата и одговара, полицијата се поднесува, прва сама се спроведува мерки, поднесува кривична пријава до обвинителството и си ја тера работата. Но кога не одговара, чека обвинителството да реагира. Значи, тука има простор за манипулација, не се знае кога полицијата треба да реагира, кога не. Мислите ли дека тоа е малце оставено на Во 2003 година ние ги започнавме реформите во полицијата. За жал, тогаш се уште со прст не беше мрднато за да се направат и реформи во правосудниот систем. Особено во обвинителството, кое според мене, нека ми простат јавните обвинители, представуваат најинертната институција во државата. Не и се. А имаат огромни овластувања. Се донесе новиот закон за кривична постапка. Новиот закон за кривична постапка работите ги постави да стојат на нозе. Што значи тоа? Ја постави полицијата да биде буквално алатка или маша во рацете на јавното обвинителство.
се создаде обврска. Полицијата истиот момент кога ќе дознае дека постојат основани сомненија дека е сторено кривично дело, веднаш да го информира јавното обвинителство и јавното обвинителство натаму да ги превзема активностите. Со Законот за кривична постапка беше предвидено да се дефинираат, да се воспостават 11 истражни центри во кои на располагање на јавното обвинителство ќе му се стават инспектори од криминалистичка полиција, ќе се стават полицајци во униформа, ќе се стават инспектори од финансиската полиција, луѓе од царинската управа, да му бидат на располагање и тој да раководи со нив, да ги нема сите оние бирократски коленици кои се создаваа во комуникацијата помеѓу полицијата и јавното обвинителство. Се со цел да се скратат сите рокови на постапување и да добиеме една ефикасна структура која јавниот обвинител ќе ја раководи. За жал, до ден денес, еве ги 7 години поминаа, откако е донесен Законот за кривичната постапка. Измените во 2012. Да, измените во 2012. Се уште не е конституиран ниту еден истражен центар. Тој е најголемиот греф на државниот јавен обвинител, што за толку долг временски период не успеа да смогне сили и да издействува формирање на овие центри. Мислите ли дека не успел или не сакал? Има две работи. Не успел, затоа што нема резултат, нема... А причината која е? Причината може и да не сака, а може да е и политика во прашање. А има и трета причина. Луѓето од полицијата не сакаат туку така да се откажат од моќта со која располагаат. Како не? Ќе го информирам јавниот обвинител и тој ќе биде шеф на моите полицајци. Не може. Јас сум тој што раководам со полицајците и кочницата е и тука. Затоа што кога ние го промовиравме овој концепт на 11 истражни центри под раководство на јавниот обвинител, најголемиот отпор дојде од полицијата. Од првите луѓе во полицијата. Така што, значи, не е само до јавниот обвинител, туку е и до полицијата, а севкупно и до политиката. Да. Ако смеам да се надовршам. Да. Дека овде станува збор за действија кои што во најголема мера се во надлежност на криминалистичката полиција, каде што инспекторите од криминалистичката полиција требаше да станат истражители во тие 11 истражни центри кои што требаше да се формираат. Значи, точно е тоа дека инертниот однос во полицијата, особено во оделот за организиран криминал, дојде до таа мера затоа што пазете таму станува збор за една моќ и политичка, која што им ја дават, значи, на тие ситуации во време кога во државата веќе после 2011-2012 не случајно ја спомнав, значи каде што влијанието на политиката врз безбедносниот сектор, вклучително и на полицијата, на јавната безбедност, беше огромно. Значи тогаш веќе имаме ситуација кога се работеше случајот со А1 телевизија. Во 2011 година се почна веднаш после изборите, по воредните избори во 2011 каде што жалосно беше тоа што се случуваше да јавниот обвинител не дават инструкции, а полицијата и финансиската полиција даваа контрадикторни податоци за висината на материјалната штета, односно висината на затаениот данок во одредени ситуации, па има внедните кажува 4 милиони, другите 2 милиони, па не знам вака, не знам така, значи тоа е таа состојба. Ова што колегата Воислав Зафировски го зачна, инертниот однос. Пазете, полицијата не беше добро припремена за да тоа го прифати, затоа што раководењето на предистражните действија од страна на обвинителот само е позитивна основа за полицијата да таа
постапуваат исклучиво, значи некој друг да ја ги дават насоките и да ги обезбедуваат потребните законски постапки, односно да ја заштитит и од оваа контрола што кажуваме, нели, и од можни злоупотреби, затоа што јавниот обвинител е тој кој што ќе обезбеди наредба за претрес на објект, наредба за задржување на лице повеќе од 24 сати, нели, затоа што полицијата одредено лице може да го задржи само 24 сати. Тоа беше во оваа ситуација. Но целата таа состојба и неможноста да се реформираат, како и сега ќе се навратам на една работа која што претходно ја имам коментирано, нестручниот кадар кој што го затекнавме во криминалистичката полиција. Значи, пазете, ние во криминалистичката полиција најголемиот дел од вработените, наместо да ни бидат со безбедносни науки и со правен и економски факултет, ние таму затекнавме се и се што. Значи, физкултурци, не знам, педагози, не знам, земјоделци, социолози и така, која што кадровска политика и натака се продолжи. И после она пензионирање каде што се изгубија доста добри кадри, каде што затоа што многу млади колеги на 50 години од факултет, првите генерации од факултетот за безбедност отидоа на пензија, но тие не се заменија соодветно, него се заменија со несоодветен кадар. Тоа важи и за управата за безбедност и контраразузнавање. Значи, вие го примате без распишување на конкурс, не го праќате на полициска обука, на соодветна обука, него веднаш го ставате во функција да извршуваат одредени работи и работни задачи, па често пати имавме ситуации да граѓаните зборуваат за некакви злоупотреби од страна на инспекторите од криминалистичката полиција. Да, имавме, тоа беше прилично евидентно во јавноста ова кога зборувате за кадрите, за компетентноста, па видовме дека во полиција, во УБК се ставија кадри кои беа блиски до луѓето кои беа таму директори, блиски до политичарите кои беа до претходната власт. Луѓе кои беа од нивното блиско обкружување, од обезбедување, сите влегоа тамо во полиција. Мислите ли дека еве дел од тие реформи би требало во еднина да има барем јасни критериуми за тоа кој може да работи? Па имаме и парадоксални случаи кога се водат кривични постапки против луѓе тамо, па они велат и ден денес се уште министрот за некој вели дека нема механизам како да ги тргне од работа. Значи за луѓе кои се во бегство, значи имаме парадоксални. Пазете, она редовно оценување на државните службеници, вклучително и на полициските службеници, треба да дојдат до тој одговор дека може да се најде решение за нивно кадровско поместување лево-десно, односно пополнување на службите со соодветен кадар, со соодветно образование и соодветни обуки. Значи потребни по сите светски стандарди, направени и спроведени по сите светски стандарди, затоа што ние значи имаме јасна цел, барем за сега ова што го имаме како држава, значи нашата политичка јасна цел е дека сакаме членство во ЕУ и сакаме членство во НАТО. Штом ја имаме таа политичка определба, значи нашите безбедносни служби мораме да ги обучуваме во таа насока. Значи, согласно системите, обуките кои што се спроведуваат во западноевропските држави, каде што нели тоа ниво треба да го примениме и кај нас. Пазете, ние се додека не ја воспоставиме тој систем на позитивна кадровска политика внатре во министерството, ние не ќе можеме да спроведиме и реформи. Сега се поставуваат прашањето што кадар ние имаме внатре во министерството, кои што треба да ги спроведат сите овие реформи кои што го очекуваат Министерството за внатрешни работи согласно препораките на Приве. Да. Митевски, еден ваш колега напиша на социјалните мрежи, вели 25 години во Македонија се спроведува реформа на УБК, гледаме колку е реформирана, некако прилично со иронија пристапи и кон оваа реформа. Видовме дека управата беше среде оној скандал на прислушување која погоди Македонија, веќе имаме една судска присуда. Значи за тоа полека се потврдуваат веќе и правно тие наводи. Како ќе се спречи во еднина оваа институција или целото Министерство за внатрешни работи повторно да не биде злоупотребено од еден политички систем, од политички центар на моќ, како што беше досега, бидејќи евидентно е дека за една мала држава како што е Македонија од 2 милиона луѓе, доволно е да ја контролираш таа институција и ја контролираш и државата. Точно е, тоа 26 години политиката не ќе да ги тргне рацете од Министерството за внатрешни работи, од Управата за безбедност и контраразузнавање и од Бирото за јавна безбедност.
Додека тие политички влијанија постојат, било какви реформи ние овде да заговараме, некои експертски тела кои се формирани од страна на владата, ќе бидат неуспешни. Значи, додека не дое до стрикно подвојување, како што е предвидено во Уставот, меѓу извршната, законодавната, судската власт, тие спреги, тие бракови од интерес, тие злосторнички здруженија или како и да ги наречеме, нема да имаме правна држава и ниедни реформи во МВР нема да бидат успешни. Се додека не се воспостават критериуми за кои сите овде разговараме, значи регрутација, кој може да работи во управата за безбедност и контраразузнавање, кои обуки треба да ги поседува во првите 6 месеци, понатамошни обуки за напредување, сертификати да ги добие за унапредување, значи за да стане главен инспектор, за да стане началник на одреден сектор во УБК и во другите оделенија на Министерството за внатрешни работи, ние нема да имаме успешни реформи, ќе се повикуваме на извештајот на Прибе, ќе правиме одредени технички шминки, корекции, да кажеме дека еве постапивме по тие препораки, го издвоивме, нема да има веќе злоупотреби, а тоа на тој начин нема да ги избегнеме злоупотребите доколку политиката не ги тргне раците од МВР. Да. Во насока на ова што господинот Митевски го спомна. Зошто вие новинарите малку подлабоко не се запрашавте зошто Пржинскиот договор запна по прашањето на Министерството за внатрешни работи? Кој ќе биде министер за внатрешни работи во тој временски период дека имаме техничка влада? Значи, лесно помина и владење на правото, лесно поминаа сите спорни прашања кои беа актуализирани од извештајот на Прибе, меѓутоа копијата се скршија токму на Министерството за внатрешни работи. Кој овластувања ќе ги има министер? Да, но и имавме... кој овластување ќе ги има министерот? Па, меѓу двата пржина имавме и промена на овластувањето, каде што беа така е, подигнати овластувањата на А директорите. колку е ступидна таа политичка фарса, немам зборови. Зошто? Каков е тој технички министер? Ма не дај Боже нешто да се случи во државата. Кој ќе раководи? Кој ќе управува? Ќе управува министерот. Ќе управува директорот, ќе управуваат оние луѓе кои се именувани, кои се поставени да го водат тоа. Какви се тие ступидности, технички директор, технички министер, технички премиер? Дополнителен заменик. Дополнителен Без заменик. негов подпис не важи решението на техничкиот Ама министер. ќе издадат наредба за да ја покрени Ама специјалната единица. тоа се ступидности кои навистина доведуваат во прашање дали ние воопшто имаме систем. Јас си давам за право и за слобода да кажам дека ние немаме единствен безбедносен систем. И тоа што го имавме го растуривме. Во овие 25 години. Наместо да правиме реформи, одевне во тоа е. таос. Отприлика и професорот Томе Батковски го кажа истото на трибината пред некој ден, дека е потребна реформа на целокупниот безбедносно разузнавачки систем на Република Македонија. Дефинитивно. Јас и напоменав. Точно оно што господинот Митевски спомна. Многумина одеа се расшетува по Германија, по Франција, по Америка. Каде не беа? Во Велика Британија. Во Ирска. Црпеа искуства. Меѓутоа, кога ќе дојдеа, се срамам да ви кажам дека сум читал извештај од посетата што е направена. Таму ќе прочитате со кого се виделе, каде се биле, што се посетиле, каде се ручале и што ручале, меѓутоа нема да видите ништо што научиле, што извлекле како позитивна практика која би требало да се имплементира кај нас. Ништо од тоа. Они го чуваат тоа за себе. А луѓето се праќаат таму со јасна цел да ги согледаат добрите, позитивните практики, да ги согледаат системите како функционираат, за да можат тие искуства да ги пренесат кај нас и сето тоа да се имплементира. Но ништо од тоа. Ништо не се случува. Да.
Добро, ние сме отприлика некаде на средина на емисијата. Имаме сега една обврска мала да направиме пауза за реклами и брзо се враќаме во студиото. Вие останете со нас, се враќаме брзо.